Добар ден на сите. Ви благодарам за вашето присуство денеска. Ова е прв настан во новата година, каде што Transparency International Македонија го објавува извештајот за системот за национален интегритет, кој што се работеше во текот на претходните 2 години. Овој извештај опфаќа анализа на 15 столбови на интегритетот, кои што ги вклучуваат и собранието, и владата, и јавниот сектор, и приватниот сектор, и се разбира и медиумите, јавното обвинителство, судовите, службите за спроведување на законот, приватниот сектор, јавните предпријатија. Сите тие 15 столбови се анализирани од аспект на тоа колку се стабилни како столбови на интегритет. Анализирани се законската рамка, значи де јуре, што има во законите и како тоа што е напишано во законите се спроведува во практиката. И сето тоа ги опфаќа и деловите кои се однесуваат на ресурсите, значи што пишува во законите, со што треба да располагаат институциите за да можат да ја работат својата работа, колку тие ресурси се обезбедени и како се користат. Понатаму правилата за интегритетот на самите институции, односно одговорноста, отчетноста, транспарентноста на тие институции, како пишува во законите и што се прави во пракса, дали тие закони се спроведуваат, и понатаму која е нивната улога во борбата против корупцијата, затоа што темата е борба против корупцијата. Анализата се прави на сите овие столбови затоа што само сите заедно треба да работат за да се воспостави добар систем на национален интегритет, и тоа не само да работат и да соработуваат, туку и взаимно да се контролираат, што е елемент кој што кај нас сериозно недостасува. Она што го покажа резултатите, само ќе кажам дека ова е трет пат ние да правиме извештај ваков, последниот беше во 2016 година и овој извештај сега во 2022 година декември. Повторно резултатите се речиси блиски со оние или идентични во некои делови, некаде и полоши, со оние кои што ги имавме во 2016 година. Значи нема подобрување во резултатите на системот за национален интегритет и понатаму столбови кои што покажуваат најдобар капацитет и од аспект на интегритетот, но помал од аспект на ресурси со кои располагаат. Тоа се државниот ревизор, значи Државниот завод за ревизија е повторно институција носечки столб, кој што има најмногу интегритет, кој што работи според правилата и според законите, кој што се уште нема доволно ресурси и кој што е еден од институциите кој што може да ги поддржи понатаму другите столбови на интегритетот. Вториот столб кој што има најдобар резултат, се разбира, е Државната комисија за спречување на корупцијата, кој што сите знаеме исто така дека работи со недоволен капацитет од аспект на ресурси, меѓутоа во другите делови имаат одличен резултат. И третиот е омбудсманот, односно Народниот правобранител. Очигледно е дека независните институции покажуваат поголем интегритет и подготовка да ја остваруваат својата улога во борбата против корупцијата. И за жал, оние што најмногу треба да покажат капацитет и подготвеност, почнувајќи од интегритетот и подготвеноста во борба против корупцијата, се повторно јавното обвинителство, кое што е едно од најслабо оценетите, односно најслабо оценет столб, кој што има само 38,9%, односно поени, и службите за спроведување на законот, и тука се и судовите, кои што исто така покажуваат многу слаби резултати, и во однос на правилата за одговорност, отчетност, транспарентност и интегритет, но и од аспект на нивната улога во борбата против корупцијата. И можеме да кажеме дека кулата на националниот интегритет се уште не може да стои стабилно без сите овие столбови соодветно да бидат поставени или подкрепени. Може само нова. Интересен е фактот што постојано слушаме дека Државниот завод за ревизија и Антикорупцијска комисија се институции, тела кои што навистина си работат својата работа, беа пофалени. Го гледаме ние тоа новинарите дека тоа навистина е така.
Меѓутоа, зошто има обид за дискредитација на овие две институции дома, особено функционери? И во каква состојба се медиумите во поглед на националниот интегритет? Медиумите имаат среден резултат со 58 или 59 поени. Тука треба сериозно да се поработи исто така на правилата на отчетноста, првин почнувајќи од собственоста, од финансирањето, од интегритетот за медиумите, транспарентноста на податоците за медиумите. И на прашањето што се случува со независните институции, зошто тие секогаш се добро оценети, меѓутоа недоволно ценети во нашето општество, мислам дека тоа е резултат на политизацијата. Во најголем дел гледаме и во последните денови што се случува, дека се настојува институциите да бидат под политичка контрола, тоа е симптомот се уште на заробена држава, која што настојува да ги контролира сите институции. За среќа овие институции успеа да обезбедат свој интегритет онака како што се поставени по законот и очигледно не им се дава можност доволно да работат со тоа што немаат доволно ресурси. Ве прашав додејќи антикорупцијска комисија има многу предмети доставена како иницијативи до обвинителството, меѓутоа видовме и обид за дискредитација до обвинителството токму кон антикорупцијска комисија и некако е сведено ова тело како да е ништо не работи кај граѓаните, е доведено во ситуација од функционерите да се свати како тело кое што само буквално презема некакви действија, меѓутоа нема никакви одлуки понатаму. Ова не е новина, се разбира, не се постапува ниту по извештајите на Државниот завод за ревизија. Знаете, по такви лоши извештаи треба да паѓаат оставки и функционерите да не се таму, каде што се, откако ќе добијат лош извештај. Не се постапува по извештаите на Државна комисија за спречување на корупција ниту во владата. Колку прашања поставија поврзани со судир на интереси. Традиционален е проблемот уште ние копевме во комисија со јавното обвинителство. Тие на некој начин го сметаат работењето на комисијата како мешање во нивната работа. Поентата во системот за национален интегритет е дека сите заедно треба да работат во борба против корупцијата. А тие работат изолирано и се пазат затоа што тука се пред се стават интересите нечии, теснопартиски, лични, над интересите на државата. За да го поставиме системот за национален интегритет, мораме прво да го подобриме интегритетот на институциите и да подобриме сите заедно да се делува во борба против корупција. Уште едно прашање ве молам, го забележав тука холандскиот амбасадор Коп, тој е прилично гласен. И изминатава година, особено актуелен последниве денови по пораките и за Холандија и за недоволна борба против корупцијата, особено по средбата со лидерот на ДУИ, влијание и врз судството постојано алармира. Колку фактички странските представници и дипломати имаат моќ воопшто да на некаков начин да извршат влијание врз сите овие столбови што ги спомнавте, особено политизацијата. Гледаме дека власта, да кажеме, не е многу загрижена од ваквите пораки. Знаете што, од секогаш овде подобро се слушал гласот што доаѓа од надвор. Ние можеме да кажеме што сакаме, но ако тоа се каже од надвор, подобро се разбира. Можам сега да констатирам за жал дека тоа така беше. Сега и тоа не е доволно. Луѓето едноставно не реагираат ниту на изјавите на амбасадорите, ниту на лошиот извештај на Европската комисија. После еден таков лош извештај. Ние сме на некој начин благодарни што амбасадорите, тој сепак користи дипломатски јазик. Сите амбасадори се повеќе дипломати отколку што сме ние. Нашата работа е да кажеме јасно и гласно. Нивната е тоа да го кажат на дипломатски начин, но добро е сите гласно да кажуваме што е она што треба да се подобри и уште подобро е ако за тоа отворено разговараме. Се надевам денеска овде ќе имаме отворен разговор. Okay. И благодарам.